Добар ден, почитувани гледачи. Да си градоначалник на една од најголемите општини во Македонија не е нималку лесна задача, но мојот денешен гостин добро се справува со истата. Добар ден за господинот Зоран Огачевски, градоначалник на општина Дебрца. Добар ден. Добре дојдовте во емисијата. Добре најдов, ви благодарам на поканата, поздрав до гледачите на вашата телевизија. Една од најголемите, можеби најголема општина во Македонија. Дискутиравме околу тоа. Тука сте некаде на врвот. Да, на врвот. 30 села се под ваша, да речам, ингеренција, како прв човек на општина Дебрца. И колку е лесно или тешко да се справувате со оваа задача? Веќе 2 години сте прв човек градоначалник на општината. Па сега сигурно дека не е толку лесно и едноставно, бидејќи се работи за голема територија, за, како што кажавте, 30 населени места и секаде треба на вистина да се стигне. Имајќи во предвид дека сепак ние сме рурална општина, може би и хендикеп и тоа што на толку голема територија имаме малку жители и сигурно ни треба средства да се стигне до постојното место и за еден жител, да речеме во Браморец, треба с него да го чистим. Територијата е голема, меѓутоа се снаоѓа. Така. Околу ваше на, така да речам, слободна проценка, околу 4000 жители број општината, иако во последниот попис околу 5500, да, бевте, но во меѓувреме имаме и селување, некои бидејќи имаме постаро население се починати, други се иселиле во странство или во околните градови. Прашањето ми е како да ги задржиме граѓаните во оваа општина и да не се иселуваат, а и оние кои што заминале да ги вратиме. Значи, што правите на тој план? Еве со подобрување на условите за живење. Да, точно така. Добро, тоа е процес кој што траел одамна. Мислам, Дебрца одамна се иселила поради погрешни политики во минатиот систем. Тој процес може би продолжил и се уште трае, за жал. Меѓутоа, ако веќе во светот ние знаеме дека имаме ни силни движења, луѓето наместо да одат по градовите, него обратен процес на движење на населението, односно да се враќаат назад во селата, мислам дека тоа треба да го правиме и кај нас и со сите оние локални политики кои што се обидуваме да ги спроведеме и во изминатиот период и јас како градоначалник. Целта ни е да ги подобриме основните услови за живот и секако да почне тој процес, барем првенствено да прекине тој процес на иселување, а потаму и да почне враќање на населението. А секако дека Дебрца ги има сите тие предуслови да се промовира во една извонредна еколошка и културна дестинација. Така. Обично жителите кои што се иселиле и оние кои што посакале да се вратат, тоа го прават во некои подоцнежни години, кога ќе се пензионираат, се враќаат од местото каде што потекнуваат да ги поминат своите пензионерски денови во мир и спокој. Тоа е случај, впрочем, и во општина Дебрца, но ни треба и она работоспособно население кој што може да повлече и да ја однесе општината во еден просперитет. Так. Колку имаме млади луѓе во општинава, колку, еве, бидејќи сме на самиот почеток на учебната година, колку дечиња, првачиња имате, тоа е некој показател. Тоа е сигурно некој показател. Сега, ако ги споредиме тие податоци, ова година имаме 24 првачиња, што е за 2 повеќе од минатата година, која имаме 22, меѓутоа вкупниот број на ученици од 212 минатата година, ова година има 206 и неколку години назад, мислам и не неколку него години назад се забележува таа тенденција на намалување на бројот и на учениците, онака како што се намалува и бројот на жителите. Така. Имате едно основно училиште, но имате уште 4 дисперсирани. Едно основно, имаме подрачни училишта 4, уште 4-5 се овие подрачните паралелки од прво до петто деление, а 4 се од деветолетка, од прво до девето. Какви се условите во училиштата? Имавте ли некакви реновирања овој летен период? Да, условите, мислам, се многу подобри од некои други периоди, ете да речеме од еден период кога јас сум учел, или учеле и моите деца. Ние се обидуваме да ги подобриме тие услови. Оваа година акцентот ни е ставен, односно во проектите кои што ќе бидат дореализирани до крајот на годинава, ќе биде инсталирано централно грејење уште во 2 училишта, во подрачното училиште во село Требеништа
и во подрачното училиште во село Мишишта средствата се обезбедени, едните од буџетот на општината, а другите се обезбедени преку Центарот на Југозападниот плански регион, односно од програмата за регионален равномерен развој. Така. Добро работите со Југозападниот проектите преку Југозападниот, а и сами аплицирате за голем број проекти преку ИПА фондовите, значи да се извлечат европски средства. Да, имате добар тим, предпоставувам. Сигурно, кога така интензивно се работи, не само што се работи, туку и голем дел од тие проекти се добиени. Минатата година можеме да се попалиме со неколку реализирани проекти кои што се со европски пари. Секако најкруцијалниот би го спомнал обезбедувањето на механизација, потполно нова механизација за јавното комунално предпријатие, со цел да се подобрат неговите перформанси и да се обезбеди подржливо давање на комуналните услуги. Исто така 2 улици ги реновираме, реконструираме во селото Мишишта со европски пари, со средства од Европската унија, односно од Светска банка обезбедени преку имплементација преку програмата за развој на Обединетите нации. Набавивме 300 канти за отпад, а исто така беа финансирани 2 стратешки документи, стратегијата за интегриран економски развој на општината и во завршна фаза е подготовката на локалниот еколошки акционен план за наредните 6 години. Како функционира ова јавно предпријатие? Дали е стабилно финансиски? Предпријатието се соочува нормално со одредени проблеми кои што се секако карактеристични за сите рурални општини и не само за руралните и за јавните комунални предпријатија во урбаните општини. Меѓутоа, нормално со подршка на општината се обидуваме да излеземе во пресрет на сите проблеми кои што ги тангираат граѓаните во комуналната сфера. Покрај одржувањето на чистотата во општина Дебрца, ова предпријатие се грижи и кога имаме некои посебни услови во општината, например во зимскиот период, знаеме дека некои од селата многу често знаат да бидат и завеани доколку имаме врнежлива снежна зима, па и тука треба да се интервенира. Колку е опремено со механизација и со другите потребни средства? Сега, имајќи во предвид конфигурацијата на теренот кој што има Дебрца, односно еден добар дел е стварно риско-планински со високи планини и со населени места кои се наоѓаат на голема надморска височина, таму знаат снеговите да бидат обилни. Навистина ни представува потешкотија чистењето на снегот, меѓутоа покрај делот таа механизација кој што ја има јавното комунално предпријатие и сега која што ја дообезбедиме, користиме тука и дел од услуги на економски оператор кој што ги избираме во постапка за јавна набавка. Так. Мислам дека изминативе 2 години и во 2 години од кога дојдов градоначелник се соочи со големи снегови, мислам дека горе-долу успеаме да се справиме со снегот во најбрз можен момент. Се соочивте со снег, се соочивте и со пожар ова лето, со пожари неколку, но еден беше така да речам, поопасен, затоа што веќе се доближи до самото село, барем така стоеше во известувањата на... Сега види, јас обично сакам да кажам, кармата ми била така, јас кога дојдов прво се соочив со поплави, па после со снегови, оваа година се соочивме и со пожар, еден покарактеристичен беше тој пожар. Да имате искуство од секоја област. Да, еден од покарактеристичните, да речем, поголемите пожари беше оваа година, пред еден несел месец во атарот на село Велмеј, кога беше шумата запатена, меѓутоа навистина огнот доста се приближи до селото, макар што сепак не беше до толкава мера како што беше пренесено некои медиуми, меѓутоа не се благодарение на пожртвуваноста и активноста 4-5 дена и на работените во јавното предпријатие Национални шуми, Дирекцијата за заштита и спасување која по моје барање на 2 пати ги обезбеди еп-тракторите и секако територијалната противпожарна единица од Охрид местото население, пожарот беше локализиран без некои поголеми штетни последици по животот и имотот на населението, а сега штета на шумскиот фонд навистина беше сторена. Дали се утврди која е причината за овој пожар? Немам точна информација, така да не знам истражните органи што утврдија. Макар што сомневањето беше дека е човечки фактор. Па најголем дел од пожарите кои што се случи ова лето во државата имаше доста, значи во еден период навистина низ цела Македонија гореше, по некое место неофицијално кажуваат информациите дека станува збор за човечки фактор.
Дали од невнимание или со намера, тоа службите ќе си го испитаат, но треба Во навистина секој да се случај, мислам, внимава. ние и према граѓаните сме апелирали, секојаш, не само ние, и сите, да речем, релевантни служби и Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот за управување со кризи, дека навистина, особено во тие летни периоди, треба повнимателно да се однесуваме према шумата и према сите тие подрачја кои што се лесно запалливи. Општо со се она што располагаме како една животна средина, како едно благо природно, треба да го чуваме и да се грижиме за него, затоа што многу тешко потоа се надокнадува. Ете една шума која што изгорела во овој пожар, ќе треба не знам колку години да се обнови. И дали воопшто ќе се обнови, прашање. И секако на таа екорамнотежа која што се нарушува, тие последици се секако, значи, големи. Каква е инфраструктурата во општина Дебрца? Затоа што многу е важно какви се патиштата и нивниот квалитет, за да може да се циркулира и да се одвиваат оние секојдневни работи на жителите кои што таму одлучиле да останат да живеат. Па добро, сега ние максимално се трудиме и во изминатите периоди. И јас кога не сум бил градоначалник, сум бил во општината, бидејќи 22 години сум веќе во локалната самоуправа. Се спроведувале проекти кои што се во функција на подобрување на условите, квалитетот на живот, и тоа проекти кои што се од инфраструктурно значење. И во изминатиот период сме реализирале такви проекти и допрва во периодот кој што следи пред нас и до крајот на годината, па и во наредните 2 години, ќе се трудиме максимално да ги подобриме сите тие услови и во делот на водоснабдувањето, и во делот на одведувањето на отпадните води, во делот на патиштата, јавното осветлување и сите оние ингеренции кои што ги има локалната самоуправа. Како ги поставувате приоритети? Значи приоритетите каде, што треба најбрзо да се направи? Јас првенствено мојата заложба беше и таа, бидејќи тоа го согледав дека претходните локални власти тоа не го правеа. Секогаш поаѓам пред се од барањата на местното население, кои приоритети. Проблеми ги има многу, нормално треба да ги решаваме по одреден приоритет. И така ја утврдуваме приоритизацијата на сите тие проекти. Се разбира со станоци и некакви јавни дебати, со станоци, дебати и натаму. предлози на местните заедници кои што ги дават, потоа ги приоритизираме тие и секако нормално треба да ги имаме опредити финансиските капацитети, бидејќи најголем дел од тие средства, многу мал дел од тие, да речем, поголеми инфраструктурни проекти ги имплементираме со сопствени средства, бидејќи ни се ограничени, а поголемиот дел се трудиме да ги оствариме преку средства кои што централната власт ги одвојува за одредени намени, капитални дотации и секако со средства со европските пари. Каква е финансиската состојба на општината? Дали сте стабилни? Да, ние сме, можам да кажам и тоа да потврдам, дека сме стабилни. Немаме големи долгови, тоа се сите тие тековни долгови и ете можам да кажам дека и она одлука со законот кој што го донесе владата, македонската влада за доделување, односно покривање на дел од тие долгови на општините, најмалку ние беме тука хендикепирани, да речам, затоа што многу малку долгови имаме, само имаме пријавено околу 2 милиони денари и добиваме само околу 1 милион денари за покривање на тие трошоци, односно општината не е задолжена и нормално и редовно се ги сервисира своите долгови. Па добро, тоа е позитивно, негативно во позитивното. Како да го дефинираме. Добро е што немате долгови, не мора тоа да се помага. Кога можете сами да се справувате со сето тоа. Од каде имате, кои ви се извори на средства, значи од каде пополните буџетот? Да, изворите се нормално оние кои што ги дефинира законот за финансирање на единиците на локална самоуправа, првенствено тука тие дотации од ДДВ-то кои што ги добиваме и секако изворните приходи како што се данокот на имот, данок на промен на недвижности, данокот на наследство, комуналните такси, меѓутоа поголеми и нормално оние кои што доаѓаат, како што реков, капитални дотации од централната власт, а првенствено најпоќе алудираме на средствата на европските пари, иако да се дојде до европските пари е навистина многу потешко. Тој процес од имплементација, од апликација до одобрување и имплементација на проектот навистина е малку подолг, меѓутоа од таде се добиваат доста значителни средства. Но сепак вреди да се потрудиш, вреди да се потрудиш, бидејќи се добиваат доста значителни средства со кои се решаваат сепак малку поголеми проблеми, кои што особено се
значајни за нас руралните општини, 100.000 евра, 200.000 евра и 300.000 евра се сепак за една општина како што општина Дебрста многу големи. Што досега сте направиле со европски пари, со она што ви пари од овие кажав, значи фондови? набавката на механизацијата, руралната инфраструктура. И што е во тек, значи некои проекти кои што се Меѓутоа, сега веќе имаме еден проект кој што треба веќе да започне, односно тој веќе започна, меѓутоа деновиве тој и официјално ќе го најавиме пред медиумите. Се работи за проект во рамките на прекограничната соработка со Грција, во чии рамки, значи од наша страна како партнери се општина Дебрста, Шумарскиот факултет и Националниот парк Јасен, и два партнери се на општина и еден институт од државен институт од Солун, од Република Грција. Она што е најбитно за нас, тука во рамките на проектот има повеќе проектни активности, меѓу тоа најголемиот дел е реконструкцијата на еден објект кој што е во село Белчиште и негова санација и преадаптација во изложбен центар на Белчишкото блато. Освен градежните работи, тука е предвидено и целосно опремување на тој објект. Сега го споменавте Белчишкото блато. Ви беше во програмата кога се кандидиравте за градоначалник и вашите претходници имаја започнато да работат на оваа проблематика. Докаде беа стигнати вие, знаете, затоа што кога дојдовте ги отворивте што се вели документите и документацијата, докаде беа работите. Сега веќе овој проект го гледа светлото на денот и како што ми кажавте, некаде од напролет или најдоцна до налето, треба веќе и да имаме конкретна реализација на истиот и да можеме да се шетаме низ Белчишкото блато и да видиме што се е направено. Па сега, јас кажав дека мојата заложба ќе биде и на мојот тим и советот на општината, тука можам да го потенцирам како припомош, да ги искористиме сите оние природни потенцијали кои што ги има општина Дебрста и да развиваме Дебрста во една друга насока, а таа насока е сосема јасно дефинирана од предиспозициите, а тоа е да израсте во една атрактивна, пред се екотуристичка дестинација и секако екокултурна дестинација. Во делот на природните предиспозиции на општината, секако Белчишкото блато го зазема најзначајното место. Се работи за еден извонреден биолошки и хидролошки локалитет кој што се наоѓа во атарот на селата Белчиште и Ново село. И изминатиот период, значи се трудиме пред се да преземеме активности и мерки и на планот. Едната димензија е да обезбедиме на целосна заштита на овој биодиверзитет, заштита и според националната регулатива, меѓутоа и овој биодиверзитет да влезе во идните европски заштитени подрачја, односно да влезе во она така наречена позната мрежа Натура 2000. На тој план доста помош имаме и од еколошкото здружение Екотуризам од Охрид, кој што спроведува веќе втор проект, финансиран со европски пари, а имплементиран преку програмата за развој на Обединетите нации. И во рамките на сите тие активности, целта е да се обезбеди едно добро управување, но и одржливо користење на Белчишкото блато. Се изработуваат и неколку значајни документи, како што беше планот за управување со отпадот, елаборат за валоризација на значењето на план за управување со блатото, план за... Ќе ве прашам и за отпадот. Ми отиде умот на отпадот, затоа што тоа ми е најексплоатираната тема. Понатаму, покрај планот за управување со Белчишкото блато, имаме елаборат за социјоекономските карактеристики на блатото, она што реков за валоризација, заштита на блатото. Меѓутоа, тоа е едната димензија, а другата димензија е внесување на одредени туристички содржини, летниковци, таму поставање на кула за подматрање на животни, останува тампонирање на патот околу 5 км помеѓу селата Белчиште и Ново село. Значи сите тие активности и нормално ова активност која што е со проектот кој што е спомнат со меѓуграничната соработка со Грција, односно изградбата, односно опремувањето на тој и ставањето во потреба на изложбениот центар на Белчишкото блато, сите тие активности се комплементарни, поврзани меѓу себе и на крајот ќе дадат еден, се надевам, извонреден туристички производ. Значи, како што разбрав, Белчишкото блато ќе има двојна намена. Од една страна ќе биде интересно за научната фела и за сите оние кои што сака да прават некакви истражувања таму. Затоа што има што да се проучи, тоа далеко од тоа кои што се останати.
еден екологист познат Трајче Талевски ми пишуваше скоро на Фейсбук, се уште е мистика, Белчишкото блато се уште треба да се истражува, да се истражува и во делот на флората и во делот на фауната. Да, од друга страна пак ќе биде атрактивно за туристите, како еден значи, уреден да се направи еден комплекс, спој од една сите тие симбиоза, од тие две работи, да се сочува, да се обезбеди значи искористување одржливо за туристичка промоција и туристички цели, меѓутоа и да се обезбеди заштита на оригинарноста на блатото. Така. Колку е оддалечено еве не знам јас знам дека се наоѓа во Белчишта, но не знам каде во Белчишта, значи дали колку е од Охрид, колку е оддалечено, за колку време? Белчишта се наоѓа на 25 километри од Охрид, а тоа се наоѓа веќе одма на првиот километар кога ќе напуштите селото во правец на Ново село, веќе влегувате во блатото. Значи отприлика колку од Охрид до Свети Наум, така би му дошло. И помалку. Да, и помалку. Значи не е многу во време, не е многу патување за да се посети еден ваков интересен го посетиле, меѓутоа треба да се обезбеди подобар пристап до самото блато. Дали некои други содржини ќе има покрај она што е блатото и уреденоста? Имаме исто така еден проект покрај уредувањето, таму има неколку летниковци сега се изградени, она што ви реков кулата. Исто така планираме во должина од 1 километар да биде изработена и една пешачка патека покрај самото дрвена пешачка патека, бидејќи таму нормално треба да се водат сметка и за тие еколошки параметри при изградбата на одредени туристички содржини. И се надевам дека сето тоа ќе со тек на време ќе обезбеди она што реков еден добар туристички производ и промоција и не само на општина Дебрца, него и на Македонија. Од самото ваше доаѓање како градоначалник заговарате развој на туризмот во оваа општина, дали еколошки, авантуристички, зимски туризам, некоја форма на зимски планинарење и така натаму, или пак летен туризам. Едно време имавте и проект, веќе почна да се реализира, да се направи една уредена плажа која што ја доби општината и се направи до негде. Се капевте ли ова лето на таа плажа? Па јас не се капел, не знам сигурно од жителите на Родник некој се капел. Сепак ворете тој проект кој што е реализиран, меѓутоа јас мислам дека акцентот треба да се стави на руралниот туризам. На сите тие форми на рурален туризам, производство на здрава храна. Имаме извонредна, значи она изворна архитектура таму, природни убавини, културни знаменитости, археолошки локалитети. Само во Дебрца се лоцирани најмалку 10 археолошки локалитети, од кои најпознато е Тревинишкото кали и Тревинишката некропола. 100 години, оваа година беше изложбата Тревиништа 100 години. Значи сите тие треба да ги искористиме. Имаме предиспозиции за зимски туризам, имаме предиспозиции, она што рековте, и за летен туризам, односно сега работаме на пробивање на една траса и се надевам дека ќе организираме и прва велосипедска тура на Славе планина. Така. Што има предиспозиции, но што од сето тоа конкретно е направено досега? Еве рековте ќе организирате ова траса, а друго нешто што добро, се водел на Белчишкото блато културна манифестација Ѓонезијада, интернационалната ликовна колонија Дебрца, велосипедската патека. Сега исто така во рамките на прекограничната соработка со Албанија, заедно со нашиот партнер Црвениот крст од Охрид и со партнери една општина и едно здружение од Република Албанија, влегоме во втората фаза, односно таа концептната наша концепт проектот беше прифатен и во рамките на тој проект во делот на Дебрца ќе биде покрај мапирање на тие планински тури кои што бија поврзале Дебрца со Охрид па со Албанија, е предвидено и реконструкција на еден објект во селото Брежани, значи во подножјето на Илинска планина, а тоа е старата училишна зграда која што ќе биде преадаптирана во планинарски дом. Така. И тоа е со европски пари. И тоа се европски пари. Нека даваат европјаните, да. Има и зошто. Каква ви е соработката со општините кои што ви се соседи, еве Струга, Охрид? Па добро, сега соработката е нормална и сме работели на одредени заеднички проекти. Пред се таа соработка остваруваме во рамките на југозападниот плански регион. Ние сите градоначалници тука, 9 градоначалници на 9 општини сме членови на Советот на Југозападниот плански регион. Тука е Центарот за развој на Југозападниот плански регион и доста проекти преку програмата за регионален рамноверен развој, регионални проекти ги спроведуваме тука. Еве, например, конкретно за општина Дебрца ова година
еден од тие проекти кои што е одобрен е патното поврзување помеѓу село Волино со село Мурошта, односно општина Дебрца со општина Струга. Кој ви е заеднички именител еве на овие три општини? Имате ли некој проект кој што е од заедничко значење? Па сега најзначаен може заеднички проект би ни бил заштитата на Охридското езеро, макар што тука надежите се тоа дека треба самиот тој колекторски систем да се подобри, да се ревитализира, да се реконструира и да се обезбеди, значи бидејќи сите ние особено општина Дебрца спаѓаме во сливот на Охридското езеро. Како стоите вие со водоводната и канализационата мрежа, бидејќи го спомнавте колекторскиот систем? Во делот на Нашите отпадни води се слева во езерото. Да, во делот на водоснабдувањето сите села, односно од семено село, сите села имат изградено водоснабдителни системи. Единственото село кој што нема е селото Статински Чифлик. Меѓутоа оваа година преку Бирото за регионален развој, програмата за развој на подрачје со специфични развојни потреби, обезбедиме 3.500.000 денари кои што ќе бидат искористени за обезбедување на вода за пиење и до селото Статински Чифлик. Меѓутоа сега можам со жалење да констатирам дека во добар дел од и тие села каде што имаме водоводи, имаме проблеми со водоснабдувањето, особено во летниот период. Јас тоа ако констатираме сите тие, ги согледуваме сите тие аномалии, првенствено констатирано е дека два основни причини, барем оваа година, беа за недостигот на вода. Првото беше навистина нерационалното користење на водата за пиење. Имаме доста случаи од населението се користи за наводнување и на тој начин се ограничува овој ресурс за вистинските потреби. И второ, навистина можам да констатирам, ние дел од селата се водоснабдуваат од извори во Караорман. Редовно одиме тамо, поради навистина сушниот период кој што беше оваа година, доста е намалена излашноста на тие извори. Ќе се обидиме во нареднава година да дозапатиме уште некои води и во делот и во подрачјето на селата кои се водоснабдуваат од Караорман, но и во подрачјето на овие населени места кои што се водоснабдуваат од извориштето од бушотината кај Свети Еразум. Што се случува со Слатинското езеро? Тоа беше еден воден ресурс кој што се користеше и за наводнување и ви ги олеснуваше овие проблеми, но се случи тоа што се случи со браната тоа беше во функција, да. Дали се поправи браната? Тамо со средства од европски исто така пари имплементирани преку UNDP, околу $700,000 ми се чини, е извршена санација на браната. Таа е веќе завршена, ставена во функција, меѓутоа остана еден сега друг проблем. Проблемот се однесува на тоа што во изминатите 5-6 години доста вегетација нарасна тамо и ќе треба да се изврши целосно чистење се на дното на езерото за да може тоа да биде ставено во функција. Иначе се работи за хидрографски објект кој што е под надежност на водостопанство на Македонија. Тука општината нема некои многу ингеренции, ние се трудиме, односно правиме напори да водиме постапка за урбанизација на тој простор, таму да се внесат одредени туристички содржини. Повторно со средства од меѓународен донатор, од Швајцарската агенција за соработка и развој, се обезбедени околу 20.000 евра и преку Центарот за Југозападен плански регион, тамо сега наредниот месец ќе спроведеме активности за изградба на пешачка патека, летниковци. Значи целта е да го актуализирате повторно тој простор. Беше пред години тоа е навистина од едно извонредно значење за општина Дебрец. Убаво место беше за излети и прошетки, но од кога се случи тоа така се надевам дека тука и во соработка и со државата, во соработка со водостопанство ќе бидат завршени тие активности околу чистење на дното на езерото и ќе биде во наредните 3-4 месеци, колку што му треба да се наполни од Мраморечка река, се надевам дека ќе си го врати оној сијај кој што го имаше, односно ќе се врати животот и во и на Слатинското езеро. Така. Време веќе е за една кратка пауза, ќе ве одморам со реклами и потоа ја чувам таа тема за на крај, што споменавте како го управувате отпадот и што се случи со изградбата на регионалната депонија. За што се вика ни за жива глава не сакавте да биде во вашиот двор, па да видиме докаде е таа постапка. Но тоа во вториот дел.
Производство и изработка на огради, монтажни скали и гумски работни маси од Инокс. Внимателно одбрано. Безпреkorno изработено. Данкат, село Мислешево, Струга. Традиција и квалитет. Преку 50 годишно искуство. Житолеп Охрид. Житолеп Охрид ви нуди широка палета на производи од сопствено производство. Житолеп Охрид. Атва Хоум Центар. Почнавме во Кичево, а присутни сме и во Охрид во строгиот центар на градот, наспроти на платниот центар на Евана и во Струга, во непосредна близина на црквата Свети Димитрија. Најубавите и најкреативни подароци по најприфатливи цени ќе ги најдете во нашите продажни салони. Тука сме и за вашата градина. Разубавете ја со помош на нашите алати и машини и создадете креативни декорации со богатиот асортиман градинарски цвеќиња и растенија. Со над 10.000 производи од домашни и странски производители, уредете го вашиот простор и купувајте подароци без да го оптоварите домашниот буџет. Продолжуваме и со постојаните неделни акции со атрактивни цени. Атва Хоум Центар. Примариус доктор Флора Доколумани, гинеколог со долгогодишно искуство во гинеколошката пракса, нуди здравствена заштита на женска популација над 12 годишна возраст. Наш фокус е репродуктивното здравје кај девојките и жените со цел намалување на морбидитет и морталитет. Ве повикуваме на редовни консултации и прегледи за да ги откриеме и превенираме причините за воспалителни состојби, хормонски пореметувања, предмалигни болести и состојбите кои доведуваат до стерилитет. Имаме добри искуства кај брачен инфертилитет со помош на комплементарна медицина, односно алтернатива со биопродукти. Вршиме едукација на животниот стил во пубертет и менопауза. Прегледи и совети за нормален тек на бременоста и заштита од ризична бременост. Специјалистичка ординација по гинекологија и акушерство Превентива Струга на улица Караорман наспроти Топшоп. Кој вели дека забавата не може да почне со аргета? И ова лето учествувај во нашата наградна игра и забавувај се. Купи 2 аргета паштети од 95 грама и освои нов автомобил и многу други награди. Испрати го бројот на фискалната сметка и времето на купување преку SMS или веб страницата. За повеќе шанси, учествувај повеќе пати на argeta.com МК Забава. Аргета, добрата страна на лебот. Железарија Мајсторче на веќе познати локации на улица Питугули. Збогатена понуда за најквалитетна санитарија и опрема за бањи. Ви нудиме широк асортиман на рачен и електричен алат, бои и лакови, се од електрика, ХТЗ опрема, се за водовод и канализација, гипс табли, сите видови на лепила и глед маси, лајсни и дополнително голем избор на керамички плочки и ламинатни подови. Постојани сезонски попусти и акции. Гаранција за квалитет и врвна услуга. Железарија Мајсторче. Фризерско студио Анита на булевар Туристичка во Мини Базар Гранит. Бидете препознатливи со свој собствен стил, но пред се, секогаш имајте здрава, убава и негувана коса. Ви нудиме професионална услуга со најквалитетни препарати за нега на коса од познатата марка Ревлон. Бидете со стил, фризерско студио Анита. Ние продолжуваме со нашиот разговор. Гледачите да не проследат до крај. Како што напоменав и најавив, во овој дел малку повеќе ќе зборуваме за една тема за која што многу беше актуелна општина Дебрца пред една година, чинам. А тоа беше изградбата на регионалната депонија, која што се планираше некако да се лоцира во атарот на оваа општина, но вие бевте изрично против и вие, значи, сите бевте едногласни, и мештаните, и советот, и
Поднесовте и жалба за ваквата одлука и до второстепената владина комисија и таа жалба ви е прифатена. Сега што понатаму? Сега сме на статус кво. Но дали има повторно можност за обновување на постапката или како тоа ќе течи? Па добро, што рековте, наистина во овие 2 години може и мандатот мој одбележан со тој проблем. Проблем со изградата на... А инаку да сме реални, преку ни е потребна една регионална депонија. Види се, точно јас се согласувам со тој и често пати и секоја сум го потенцирал дека ние како општина на вистина, односно сите општините кои што сме во југозападниот плански регион и сите чинители во оваа држава сме свесни тоа дека еден од најголемите проблеми, можеби прв проблем во нашата држава е проблемот со отпадот, собирањето, транспортирањето и пред се депонирањето на тој отпад. Тоа е карактеристика и за општина Дебрца, тоа е карактеристика и за југозападниот плански регион. И ние во целост навистина поддржуваме заложбата и на владата и на регионот да се реши тој проблем, нека биде и онака како што сега според законската регулатива, решението да се бара на регионален пристап. Меѓутоа, беме против, значи, решението кое што се даде од страна на грчкиот консултант, кој што беше ангажиран од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање, локацијата на таа постројка да биде во Водивје Дебрца. Ние и тогаш го кажуваме тоа дека документацијата е навистина изработена во една крајно нетранспарентна постапка, а не се работи само за еден документ, тука се работеше за повеќе документи, а пред се најзначаен беше планот за управување со отпад во Западниот плански регион и студијата за еколошка оправданост на проектот. Сметаме дека не се земени сите еколошки параметри и дека не е правилно избрано решението. Односно, не е водена транспарентна постапка и не се земени во предвид мислењата на сите засегнати страни, вклучително и на научни институции, како што е Хидробиолошкиот завод, како што беше Управата за заштита на културното наследство, Националната комисија на УНЕСКО, имајќи во предвид дека и Дебрца е дел од заштитеното светско природно и културно наследство во Охридскиот регион. И дека тоа е така, ние имаме, го искористиме правото на жалба на решението со која беше донесен усвоен тој елаборат. Поднесоме жалба до второстепената владина комисија, пред еден месец и нешто, добивме одговор по жалбата, жалбата е прифатена, бидејќи е констатирано дека е повредена постапката при носење на целата таа документација, односно на студијата за заштита за еколошка оправданост и решението на министерот за животна средина и просторно планирање укинато, предметот е повторно вратен на разгледување во министерството. Сега министерството е тоа кое што повторно треба сега да одлучува, дали ќе повтори таа постапка, кој повтори треба да ги земе во предвид сите забелешки на комисијата, на второстепената комисија. А ние како општина остануваме отворени за соработка, тоа често пати го кажав и во една дебата овде кој што имаме на вашата телевизија со државниот секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање, дека сум секогаш отворен за соработка и секогаш за дебата, да ги споиме, да ги судриме сите тие аргументи и да видиме да дојдеме до навистина едно решение најприпатливо, односно таму кај што еколошките последици од целиот тој проект ќе бидат најмали. А имаме, значи тоа беше една од генералните забелешки, забелешката беше во делот на целата таа документација, односно документација во која на крајот се извлекло Водивје, и втората забелешка ни е однос на понудената технологија за третирање на отпадот. Јас се консултирав, Да, вие тогаш беа презентирани повеќе проекти како тоа ќе изгледа, ама вие некако со неверување тоа го прифаќавте и се сеќавам добро на вашите зборови во мојата емисија кога тоа беше многу актуелно, кога рековте не верувам и не веруваме ние, значи жителите на оваа општина, дека тоа ќе биде реализирано како што ни се прикажува. Затоа што кај нас некако се оди на мала врата. Точно така, меѓутоа дури уште нешто да ви кажам. Не само што има бојазност нормално кај населението и кај мене лично дека нема тоа да биде реализирано така како што е ставено на хартија, него и она што е ставено на хартија како технологија е навистина застарена. Јас се консултирав и со еден германски експерт, бев во Хановер. Неговото мнение е јасно дека ова технологија која што ви се нуди е застарена повеќе од 40 години и во Европа повеќе не се практикува. И второ, за лично се уверам, во април оваа година бев во посета на една постројка таква за отпад, за третирање на отпад во градот Алкмар во Холандија и навистина видов што значи таква една современа, модерна постројка.
Меѓутоа, факт е и тоа дека таквата една постројка кошта многу пари, можеби кошта 150-200 милиони евра, за разлика од ова што ни се нуди во Годивје, кое што треба да кошта некаде околу 25 до 30 милиони евра. Значи, си останувате вие на истиот став, не променет вие? Ние остануваме на непроменетиот став, меѓу другото, јас имам и обврска, бидејќи на денот кога јас бев избран за градоначелник беше спроведен референдум на кој граѓаните на Дебрца со огромно мнозинство, да речам, речиси акламативно се изјаснија против изградба на лоцирање, односно на регионалната постројка за управување со отпад на територијата на општина Дебрца. Инаку и вие имате проблем со депонирањето на отпадот, моментално Сите го има. Да, моментално го депонирате на Буково, да. Но и таа депонија Таа депонија е стандард од сите тие стандарди, нормални препораките и на реактивната мисија за моделот на УНЕСКО и таа да биде затворена. Треба да се бара решение, меѓутоа решението да не биде наметнато. Треба навистина да ги она што ги реков, представиме сите аргументи и да најдеме на избалансирано решение во однос на овој проблем. Се надевам дека ќе се најде такво. Сигурна сум дека во вашиот мандат овој првиот, ако можеби ќе имате и втор, таа ќе видиме. Да, здрави живи. Во овој прв мандат нема да се изгради во општина Дебрца депонија, ќе си достоите на зборот даден на гласачите, да. Добро, значи ќе го следиме ова проблематика, сите реков не тангира и ќе го следиме овој проблем и неговото решавање на задоволство на сите. Добро е да се најде на соодветна локација и веќе да се реши проблемот со депонирање и третирање на отпадот, затоа што веќе некако се гушиме на вистина во отпад. Не се виновни ни јавните предпријатија, тоа е тоа што да прават, каде да го носат. Отпад се повеќе некако. Го има се повеќе, да. Создаваме се повеќе отпад. Прикрај сме на емисијата и би ја завршила со вашите идни планови. Вие веќе имате план за реализација на проекти до крајот на 2019-та, но сигурно имате подолгорочни планови. Што ви се приоритети во периодот што следува, а и понатаму? Па приоритетите се тие, јасно се кажани. Мислам, јас објавив еден, така да речем, мини план за активности, односно проекти кои што би ги реализирале до крајот на 2019 година и објавив со оглед на тоа да за најголемиот дел од тие проектни активности се обезбедени веќе средствата. Некои од нив се започнати, за дел веќе е завршена и тендерската постапка. Мојата заложба е воглавном да секое село да почувствува одреден благодет, односно одреден проект да реализираме, па од 30 на села веќе во тој мини план, да речем, предвидени се активности во речиси 25 села, значи буквално речиси во секое село да влетиме со... Успевате да избалансирате? Па се успеам некако да балансирам, бидејќи тоа не беше заложбата, бидејќи во минатото навистина имало случаи на големи диспропорции, односно се вложувало во некои села, во поголемите села, некои мали села, особено од Горна Дебелца, биле запоставувани. Мојата заложба не е таква. Значи, јас не поаѓам од тоа дека ако во големите села има многу гласачи, само таму треба да ги решаваме проблемите. И онако каде што има еден и двајца и тројца жители, проблемите се на некој начин исти. И токму затоа она што денеска го објавив и е реално, бидејќи е подкрепено со финансиски средства и ќе биде реализирано до крајот на 2019 година. Ќе реализираме повеќе проекти од сите сфери, да речам, и во делот на водоводи, канализации некаде, патишта, улици, јавно осветлување, јавно осветлување, веќе добро стоите, во доста села имате ставено. Се трудиме да подобриме осветлувањето со овие нови модерни технологии, LED светилки. Во дел веќе ги осветлиме плоштадите, првенствено почнаме. Во дел од целата до крајот на годината во некои други села тоа ќе го направиме. Ги осветлуваме спортските полигони со LED технологија. Во делот на образование, до што ви кажав, од 2 основни училишта ќе инсталираме централно грејење. Заложбата ми е до крајот на мандатот во сите училишта во општината да има централно грејење. Како соработувате со Советот? Па со Советот можам да кажам, досега имам извонредна соработка. Независно кој е тука, да речем, власт, условно да речем, кој е опозиција, и пратениците од опозицијата во 90% ги поддржале проектите кои што сум ги предлагал. Бидејќи сепак се работи за проекти кои што се од животот од значење
на граѓаните на општината. Мандатите се минливи, но проектите остануваат за доброто на тоа сите. Или пак за лошото, и тоа тоа, да кажеме. мене Да. тоа мислам и основната заборба, не се оптоварувам толку со, да речам, следен мандат и така натаму. Целта ми е, значи, колку што можам и се трудам да реализирам повеќе проекти. Доста добро ги познав сите проблеми на општината. Предност моја беше, да речам, во однос на многу други градоначалници, што јас не дојдов однад. Да, вие сте жител на оваа општина, ги знаете. Прво сум жител на општината и второ, 21-втора година веќе работам во општината, значи јас доаѓам однатре за институцијата, ги знаев и проблемите, ги знаев жителите, ги знаев нивните карактери. Значи, едноставно многу работи знаев што не требаше да ги учам овие изминати 2 години. И така да, од првиот ден почнав со имплементација на проекти. Се надевам дека овие проекти кои што се до 2019 сигурно ќе завршиме и во наредното, да речам, второто полугодие од мојот мандат, ќе се обидеме да реализираме уште најмалку барем толку проекти колку што реализираме во овој период и да го подобриме квалитетот на живот. Знам дека нема да биде едноставно, дека секогаш не одат така лесно работите, проблеми има многу. Многу е тежок процесот, не е мал време запаѓа од самото аплицирање до добивање на проектот, па до имплементацијата, тендерски постапки, време се губи. Меѓутоа се трудам максимално да ги скратиме тие рокови, се разбира во рамките на законските рамки и да ги реализираме проектите. Што повеќе проекти реализираме, тоа ќе биде подобро и за секој граѓанин на општина Девоца. Кога се среќавате на некои неформални средби со вашите сограѓани, што велат? Задоволни се, не се задоволни, затоа што тие да. Тоа можете вие да направите на анкета со граѓаните. Меѓутоа, види, мојот начин на работа е малку поразличен од претходните градоначалници, бидејќи јас практикувам отворени средби, односно отворен сум за соработка со секој граѓанин и еве кај мене можам слободно да кажам, ако некој често пати гледам некои градоначалници одредуваат, добро се можеби во поголемите општини е и потежот тој проблем, денови, отворени денови, односно приемни денови, кај мене секој ден е приемен, значи без најава, можете слободно да дојдете во општина Девоца, ако ме затекнете тука ќе видите примени, сослушани. Ако не ќе ви дојдат дома во вашиот двор? Има и такви случаи, ми доаѓале и дома, ми звонеле на звончето, ми доаѓале во вашата градина, значи се среќаваме по улица, се среќаваме на средсело, се среќаваме на фудбалските натпревари секаде, така да сум отворен и во таа комуникација ги прибирам тие комуникации се извонредни, добри, бидејќи на тој начин доаѓам многу поблиску до размислувањата на граѓаните, особено проблемите кои што ги тиштат и ми помагаат да ги дефинирам, приоритизирам и на крајот да бараме решение онаму каде што можеме, онаму каде што се потребни поголеми средства, навистина ќе треба да се барат донатори и сето тоа бара повеќе време. Од тежината на градоначалничката функција се релаксирате во вашето воштарник, значи долги години се занимавате со воштарство, односно сте го наследиле од вашите родители, да. Што има во воштарникот и дали тоа го правите за некој економски бенефит или само за лично задоволство? Нормално дека си го правиме и за економски бенефит. Целта е да дојдеме до одреден дополнителен приход. Тоа го правам години и ова година и минатата и години назад. Дел од тие овошни насади кои што моите родители ги настадиле се веќе искорнати. Имам засаден нов насад. Во последниве 2 години повеќе ми доаѓа воштарникот како релаксација. А што има таму? Какви се овошки имате? Јаболка јас имам, значи од насади само јаболкови насади, околу 1000 парчиња јаболкови насади од различни сорти. Сега можеби не е толку, ова би го кажал јас и како производител, во име и на другите производители. Не е толку голем проблемот да произведеме, колку што во последниве години навистина е проблемот со пласманот. Особено минатата година, мислам дека беше една од најтешките години за земјоделските производители. Тука треба да се замислат по високите, тука треба навистина државата, Министерството за земјоделство да ги стимулираат земјоделците да ги стимулираат покрај овие субвенции, меѓутоа особено треба да се најдат пазари за производот кој што го произведуваме, бидејќи македонскиот пазар е навистина премногу мал за тие количества на јаболко,
а не е случајот и па со добро, Волкото и со тогаш. другите Така. општини. Кога ќе не поканите на пресконференција во општина Дебрца, ќе очекуваме во вашиот кабинет да не почестите со јаболка, со вашите скоро и ќе воштари. покана, бидејќи ќе го промовираме оној проект кој што го најавивме во рамките на прекограничната соработка со Грција. Благодарам за учеството во Лупа. Ја доближивме општина Дебрца до гледачите. Продолжите по овој тек по кој што сте тргнале. Мислам дека сте на вистинскиот пат и дека дава позитивни резултати. Јас ви благодарам уште за поканата и за можноста да соопштам што има ново во општина Дебрца, бидејќи и самиот кажа во програмата, моја основна заложба ќе биде транспарентноста и секогаш граѓанинот да биде под лупа на граѓаните. Така. Во вистинската емисија бевте. Благодарам. Да. Благодарам уште еднаш. Благодарам.